Здраво живо поздрав од ресторан Куманово СПА, кој што ги правиме емисија за Куманово. Денес имаме едно стварно интересантно соговорника, една наша фудбалска голема легенда, а нашиот ваш гост е Трајче Бошковски. Трајче, здраво живо, како си? Здраво, добро, фала на позив. Еве, овој прилику да го поздравиме Иван Цветковски од ФК Победа Тромеѓа, кој даде придонес во реализација на овоја емисија и фала му пуно. Прво би се кажете, прашам, од куде те надимак каменоломец? Од фудбал, од утакмице. Кој ти го даде надимак и што е било повод? Има некоја символика туе? Символика. И оштар играч сам е тоа. Оштар. Безпрекоран борац. И од не знам од куде потекна и од кога искочи, така си даде. Ти си играе на позиција на бека? Десни век и десни халф. Десни халф, да. На многу мали години, да кажемо, доваѓаш у Куманово, 2 години од кршење. Да. Фактички ти си дошол у Куманово 49 година, така ли? Туј. И 40-50. да, и населувате се горе у Монопол. У тие згради Под или? Монопол, црти зграда, порано си беше куќа мала. Добро. Татко и мајка што се работале? Татко ми е бие службеник у болницу, по апотеку, а мајка е доматинка била, не е работала во тај време. Многу не имало работа за жена. Колку сте деца биле у фамилија? 3. Ти си најстар или не? Јас сум најстар, па брат, па сестра ми покојна Лиле, она е покојна КИК директорка се беше. Да. И брат ти е најмал? Помала. Брат ми е среден, она е била најмала. А он бавиле се со спорт нешто или не? Не се, само јас. Он куде работае? Он у Киров е така. Еве се каже ми, кога доаѓате у Куманово, ти си бие мало дете, раснае си горе у Монопол, ту го вика пиратска мала, тако нешто. Да, дето. И како е било детство? Детство како детството. Сиромаштие у тој време е било. Да. Доволно да ти кажам, само еден автобус е ишеа од центар до горе железничку станицу, онај автобус горе багач, слубичка и ми како деца трчимо по njega, он полака тој уверничо, фатимо се да се повозимо, па паднемо, па се одеремо, церкви се. А може да ни објасниш ташно куде би е било овој локација на живење, СК? СК куде? Да. Куде што живи? Мислим, куде си живеа у Монопол, на кое место тачно прилike? Испод Монопол зграда што е прва од десна страна, испод Монопол. Таа зграда. Таа зграда. Тој е на овој градоначалника на Максу дедо е има е куќу туја. Да. Ние сме под Кириев тој биле у тој куќу на Максим Димитриевски, негов дедо. Сега, у тоа време веројатно не е имало пуно куќе, не е имало пуно. Па не, тој што е мало старо. Да, старо. Ретко по некоја правеше се так се прави сва куќе туја испод чик се так правеше и Киров е так фабрика, и тој тие испод зграде и куќе што се направи од тој дел. Иначе онај колонија зграде војни што се биле, па изнад нима нагоре е било све ниве. Да, не е имало тоа. Ништо, па диво населје, тој што ја викамо горе, тоа е После направи тие згради околу Чик све, да. Да, тие зграде после се правио све. Ми так смо правили и куќу таму баш, па да се Сега, преселимо одма таму. ја побржуј, пошто си ти блиско бие до чувени дом Јана, веројатно си ише како дете на ту локација. Па туј сум и почнаја највише да играм фудбал, со се вика. Мал фудбал, Домјана игралиште. Туј и кошарка имаше, и рукомет, па утакмице, металат стар, онај... Фудбал, да. Не фудбал, него рукомет се беше металат Вуксан, рукомет, да. Дејан... Вуксан, тие- Чедо Трајановиќ. Да, Дејан ти беше тој исто. Пунов, тој Васе, онај крило... Пасе Милановски, да. После у Соколанов се преселило. И ту е било почетци тие што се вика на дечи игре тие све тој. Сега да каже, кога Домина тага бија испунет со спортски активности, многу. Па оно немаше многу, Соколана, Домјана и гимназија игралиште, Да. и тој беше познат од Демир Воза. Кој е? Ноќе да ги напуниш. Тој сте играли најше фудбал. Знае се дека во тој време се е чекало многу време да улегнеш на ред да играш. Све е било пуно с
млади луѓе кои се сакале да спортуваат? У Домјан мал фудбал не е мало онако организирано, али Рекреативно. Рекреативно ми млади кад начекамо слободно игралиште деца, тоа сме играле, иначе не е мало организирано. Тек после у средњу школу кад пројдемо, така се веќе организираше турнири, доаѓа свати тренери познати, вамо тамо гледа, посматра за Куманово, Да. селекцiju праве се, направи од 5-60 деца соберене доле на стадион иде смо. Так Чавдар, Шуте, покојни. Да. И тамо направе своји избори, почнемо да тренирамо и селекција сама после, кој може да остане, кој не, отпаднем се и А така. сакам да те прашам, с кога си од мало више од Домина највише, кои што биле другарчиња? Па тој ВЦ фудбал што беше оне у Пиротско мало, Да. па Кулј е тој седеја Милес и оне покојни. Андоновски кулј. Аха. И Борко е помалон, а Да. овој е постар. Па имаше још некои познати такој не. И фактички тој такво време било траеше патике, шангајке, опрема. Па тој нема нај- опрема, тој си Тој што играш, имаш и- тој играш и дојдеш дома. Нема Ако преоблачање. е здраво, добро, Да. ако изцепан од ќе зедеш. Воду од чешмо пиеш и Па тоа е. тоа- Не е мало шишиње као Некој па не може ни чешме још бунари, од бунари, шкофа. да. Колку сте играле време? Јас се сеќам, кажувале со вие, вика, улегнемо у Домина, вика, као деца, вика, играмо 2 сата, 3 сата, док не се све озноимо. Или док не дојде некој да ни стера. Да ни стера, Поголеми тие ќе дојде. Ајде достави е, па кој си. И тако е било. Да, и тамо, као што кажа, и мало и пуно женски рукомет, мушки рукомет. Да, Многу тој- добри екипи такмици сме имале се ми. игра за тој. Па тој беше и ако не беше за прву лигу ли Да, 66 година Жене Бараш. Овај на Звонка Голубовиќа. Јасе Голубовиќ, да. Јасе, она и Наташа, Наташа, Верка. Верка Богоевска, Богоевска. и она тој мало е тој се само она испод монопол, И позади јас нас. се седела туја, јас се у Пиротско мало Голубовиќ. Даде, па Звонко Голубовиќ тој е братву. Ти памтиш ги нима како те себе, Верко и јасата? Па тој како не ги знам, па они су моја генерација. Ви сте се дружиле Верка, с нима, Јасе, да. Па даде, они су моја генерација, само женски, они понапредни малку Да. покрупни према нас. Кажи ми, кој се учи основна школа? Браќа Миладинови, Браќи Милиновски. изгорана школа. Изгорена школа, пешки од Монопол до Браќи Милиновски и назад. Да. И тек се запаливаш, па се после пребацимо у Кочо Рацин, Да. па после пакат го обновива, па се вратимо тој. И Да, тоа е било 23 децембар 52 или 3 годину. Уствари 47 не. 54 5-6 тој или не. тако е нешто, моја грешка. Друго оделение сам бил, значи 7-8 години сам. И тоа е било голема вест негативна у Куманово. Сви се помагале да се угаси пожар и све се добро завршило. На некој начин ученици су пребацени на друго место и У други школи, образование некој се отиде текло во нормално. Карпуш, некој у Коча Рацин, едну годину таму учил и после се реновира, направи се и па се вратимо тој. да. И после тој завршим, и после ја гимназију. И Која ти била учителка у основна школа, Дивна Поповска на тачета. мајка? На Бога тачета, мајка, него таче татко му га вика се. Татко му, да. На Дивна. На Димета, да. Да. А класна која ти била у школа после? У гимназију класам Борче, ликовно. Аха. Борче Окце га вика се. Да, е. Он е бие и управо и на женски рукомет Куманово. он- Борче Лазаревски мисли дека е презиме било. Па не се Како се сеќам сеќам, како да. ми презиме, како му беше презиме, значи он беше класен, па после то знам кој беше Физичко ти е предаваја веројатно у гимназија и Штерчо, И Штерчо, да. Штерчо физику, Аврам по физкултура ни Аврама. беше. Сакаше njega да го спомну. Он е бија доста интересантен професор, Свет Аврам.
Он е организатор целу физичку културу у гимназија, па и у град, може да се Да, и гимнастика горе овие со соцка, со тие по други што су биле. Кажи ми, како се деси Трајче Бошковски први пат да заигра фудбал и дали тој беше по наговор на другари или случајно? Не, тој ми игра смо тој веќе у гимназију прву годину и играмо таму, па се погодима такав клас еден як. Деца све за фудбал. Кој била tego класове да ги кажеш? Од мене да кажем, па Даца Самар фудбалер, Да. Аце Лула фудбалер, Томе Денковски кошарку и фудбал играше, саки Така у е. Белоград. Матевски Тихомир, Исто у Скопје, у кошаркар, Скопје да. исто. Па Извини, Денковски Джарто е тој, Джарто. Даде Джарто, е Томе така. Денковски Джарто. Па Селвер, онај судија, брат му играше фудбал у Братство и они у исти клас. Абе многу јака. Ми 4 години што сме училе гимназију, 4 години све сме биле први у гимназија. А овие треќа, друга, треќа, четврта година сви ги брише сви. И познат како клас и доваѓа свој овие тренери, кажат Чардар, Шуте, тие други и не викнава сви толе со други што су правиле селекција и там почнамо да тренираме у Куманово и с тренирање селекција се забрави, кој имаше страплење да остане, да сака фудбал да игра и да ga бива, остана, кој не, некој се повлечева. Не би Кажи ми, што ти кажа први пут? Шуте, веројатно ти одвеја на игралиште, викнаете веројатно на разговор, Трајче, идеш у Куманово, тако ли е било таа прва средба или? Не лично, него они се играмо, да? Ти, таму, ти, таму. Добро. Тие поквалитетни на едну страну, па овие други. Па после тие ги посматра во тие послаби што е, не? И кога се заврши тај селекција, после почињаме со фудбал и ја, пошто беше ситан, мал беше, играше на средину, овише халфа, везњака, али беше па во некој темпераментар, брз, како джитка што вика, не? И почната кој тој да играм, устали се, још упоноден како многу јак и ја од подмладик што 2 години веќе управи тим, следеќи годину за игра за Куманово. На 17 години сам почнаа да играм за први тим на Куманово. Значи, Ето ги има слики. Тоа е 64 година. Сега време е да почнеме да ги прикажуваме овие слики, али ја еш малку да те прашам, Трајче, кога отиде први пат на игралиште, тоа е било веројатно тој за тебе узбудлив момент, еве, што се осеќаја од душата? Добре, тај игралиште, сега ќе погледнам што е игралиште, какви услови. После и ја имаше услови, веќе, али како деца, како и први тим, пумпа трибине што су, так бесва пократки, после ги продолжуваа на стадионот градски. Пумпа цевна биено, дали, и еден пумпа, други се мие. Оно кал, вода, снег, знаеш како, нема усалупан, ето. Пумпај се со оно, измие се, затлакни се да нема кал на тебе, облечи се и бриши. Фактички ти си Не први пат... имало ни купатило, ни ништо у тој време. Так, кога сме погледали на стадион. Тек после кога почнамо да се припремамо за другу лигу, македонску лигу, кога бидна после 3-4 години, направива свлачионица со гламтија, со скупатила, тушеви вамо таму. И се подобри, а нече дец, овој млад фудбалер, тако сме почнали да напомнам. Фактички ти си Но и првотимци су биле. 63 година отиша први пат на Да, игралиште. 63, да. Да. И починеш да тренираш и Тренирамо, играмо. зацртаја си цил дека мора да успееш. Па не, јас многу сам не разбирае. Само да играм и школу ќе остави, све важно да отиду да играм. Што ти ви каја татко ти и мајка ти кога си почнаа да идеш таму, имало ли е подршка или не У толку? почеток карање, абе ќе остави школу, абе ово, абе оно, не оставам школу, јас сакам тој да играм и готово. И нема он. Они ме гледав дома у Домјана, дојде од школу, топку у руке и ајде у Домјана.
И види целом колку таму. е, да. И после, кад почнава и иде со Чичови Митре, Бог да го прости, тоше Митре Уилинден, што е бие малецата. Гледа сме на стадион, почна веќе да играм и за први тим. Нема за достављање готово. Остана. Еве сега, 64-то си играе у прв тим на Куманово. Куманово тега е било Македонско лигу. Македонски. Па да, Да, македонска. со тенденцију еден ден да улегне у... Прву годину ми се чини едну годину игра смо и у Скопски регион. Але мислам Скопски дека регион па улегнамо у Македонску лигу и после не смо више подале. Да ми се чини дали е 64-та или 63-та у регион се такмичиме. Да, И така де има- смо така од имаше тие Вардарски скопски села, регион, знам, Скопски там Гоце регион. Делче, Да. ово, оно, таму сме играли. Така си први пат дошол у Куманово да играш, конкретно 63 годину, кои се биле тега фудбалери у тим? Покрај тебе. А, за први тим на Куманово так играле још Мицев, јас сам играл и с Мицевога. Мицев, добро. Мицев, па Дуле Неда, Тутурла, Трудовак, Кукла, Драги Кукла. Драги Кукла. Постари кои. Добро, Моце е веќе од помлади. Значи тоа се Тие су биле тие таа потоци. генерација, па после доваѓа овие други. Мицевога дури он беше оставија, па га вратива едногодиното с нас млади да помогне да се вратиме поново у Македонска лига. Тоа е така. Од кога си у тој период, кад си почнаа да играш со тие играчи, некако највише гледај и учија, дали е Тутурла, Драги, дали е Кукла, кои тие во кои бија, да кажу, почеток... Джина Стевчевски, да не забрав, Да. Зезе, Кире, Кире, браќа сви. Од сви си учија по нешто малку, Мирко Компир. Да. Мирко Компир е една универзална спортска личност, он е све играе, Све, од и сви шах, спортови. и фудбал. Да. Па јас сам и слично како njega. Те ќе видиш тој слики и Да. дипломе, и рукомет, и пинг-понг. Еве, ја мора да кажу на наши гледачи дека имамо стварно фантастични слики од Куманово, од ФК. Ја не сам ги видеа нигде и со задоволство ќе ги прикажемо на наши гледачи. Еве се траче во кој? 64-та, 65-та, Куманово иде корак по корак, гради континуитет у резултати и доваѓа крај на 60-ти години, Куманово веќе истакнува кандидатуру за другу лигу. другу лигу. Да. Наш град живее за фудбал и те моментот се дочекува. Она е чувена утакмица со Пелистера, Куманово го добива и улази у другу лигу. Сакам да те прашам, ти си бие дел од тој екипу, како е била атмосфера у те моментот у град, кад се решава судбина дали Куманово ќе улегне или нема да улегне у другу лигу? Како да кажу, цел град е би вржан за фудбал. Ништо друго не се зборило. Дали на работа ќе, дали у школу ќе идеш, де да идеш, само фудбал и сви су чекале ќе биднели тој еден пат да се врати, било некад 11 октомври бие у другу лигу некад, тоа ја не га памтам, су играле овие постари, да се врати Куманово. И тој такмесва две други лиги. Така е. Запад и Исток. Не после 4, после имаше 4 други лиги. А так като легнамо ми беса две. Ни у источен, ни у западни дел тој. И беше атмосфера, ма нема куде се. За фудбал све ќе се даде. Од свугде стиза свои средства. А каква е била таа тактика пред тој историски меч со Пелистер? Опиши ни ги тие моменти, како се е Куманово спремало за тој такмец? Тој беше у Врањску бању на припреме не одведева. На припреме, него тамо да не тргне од, пошто атмосфера заврана, да не тргне, отидемо у Врањску бању и тамо преспамо еден ноќ и тамо на мир. Има пуно слики, ќе ти покажеш позорно. Да. И тамо се одмарамо, припремамо. И тактика нема тактика, мора да се добие утакмица. Така тренер, што ви викае тренер? Петаковиќ. Значи, што ви учи? Абе Петаковиќ. нема Идемо на до победу и задњето е готово. готово, нема друго. Нема заустављање. Ти ќе го најдете слику од Врањску бању, кај сте биле на припреме.
Како се ти осеќаја пред ту историска утакмица? Што ти е било? Се врие у тебе, напред, се да. ти искочи на терен да подартуеш, иако не ти е прва утакмица, друга да кажем толку време играш, али тај утакмица, но тој ми се звезда. Да. И оние летке, чуени летке каде летее авион, А тој резултатот е Кипер. еве га, рече Врањска бања 70 година. Еве тоа е што го збориме пред малку пред утакмицу с Перистера. Веројатно тоа е Да, так. на припреме, еве. Кажи ми кој се дека на слику? Овој е Дацо, па Милошевиќ, Страше, тренер помоќник. Страш Ивановски. Овој не на ведната глава не га видуваш убаво. И овој е Киро Симус. Али овој не е... Одека пишее Врањска бања 70 година. Па може, него после дојдева овие у другу лигу дојдева, Да. у другу лигу И дојдева сега- овие странци, други. Искача екипа и ти си у тој екипу, стадион пун, подршка Врие, све голема и све се завршува добро, Куманово улаза конечно у другу лигу, победува ga Перистера 2:1. После опиши ни ги тие моменти у Слачионица и у град. Но нема само за фудбал се збори. Куде да искочиш целу неделю само за фудбал, на работа, у школу. Не описио, знаеш како е. Тој немаше човек и кој знае за фудбал и кој не знае за фудбал. Па жене се чудели, вика, што е овој, што би на овој, што се дешава во овој град. Тешка ли е било такмица с Перистера? Тешка. А она повише психички Психички, да. психички напорна, да не примиш гол, да дадеш гол. Кај ќе појде во него напад, свете стране може да направиме некој кик. Сега се играли у екипу, не знам дали го имаме тој слику, састав кој е, али ќе ги покажемо и сигурно има. Така Цветенич бија голман, веројатно. Да. Пони Лазаревиќ и Цветенич на време знаат те. Па можда и овај бе. Ова еве сега ми ќе го покажемо, ова е историска фотографија на наш фудбалски клуб Куманово. Само нема га Петаковиќ тој на слика. Нема га. Кој е сега дека на слика? Помошник. Шуте тренер. Старејко Ванчо Ивановски. Цветенич. Овој Јаневски центарфора играше. Зекири. Ѓоко. Ѓоко Цветковски. Цветковски. Милан Вукелиќ. Сетинов. Диме Трајковски. Ја Трајче Бошковски. Рамаданов и Калчо Штериев. Калчо, да. Тоа после тоа доваѓа Талпа, доваѓа други играчи, После Донев. Пуно и Донев, Донев па беше војник тој Да, он и тој- остана да игра. Петаковиќ е бие тега тренер. Петаковиќ Он тренер. е фактички доведен с намеру Куманово да го веде у другу лигу. Не, он дојде, ја мислам дека дојде он у другу лигу. Он у другу лигу за да идемо напред и Не ли бие он у Македонску лигу, кај сте возали у другу лигу? јас имаше Драган, нема га тој еден јеж од Кумановац, стар играе у Скопје беше. И- Се сеќали Петаковиќ е дојде на полугодие, оној што се вика. Ми кад имасмо шансе стварно да улазам у Еве га, улаз у втору лигу Исток, 70 година. Еве го публика. да публиката ќе ги најде ја има Еве. да не погрешим. Ово е Одамна феноменална фотографија. овој па со звезду да не Играла е Чеки Куманово навише, со Звезда пријателску такмицу, да. Али еве, нека види наша да публика овој со звезду. колку е била добра Со атмосфера звезду, на со градски звезду. стадион. Еве требаше да покажем овој слику од Врањско бању, кад сте били у строг карантин, да кажу, Да. дотерани у оддела пред историску такмицу с Перистера. Ипак и овој е битен момент. Ово е цела екипа наша, така ли? Да. Кој сте дека? Голман Лазаревиќ.
па Милошевиќ, па Моце. Пушо, Вукелиќ, Новаковиќ, Цветиниќ, Тајсимовски Киро, Страше, Мими Божиновски, Секулов, Ице Божинов, Дацо, Ѓоко и Чик Чвор. И тога што не мога да погожи, тој сам ја. Војче Чик ли е тој? Не, ово е Чвор, не Војче Чик, тој не е. Па Војче Чик бе? Чик, да. Не, тој е Страше. Еве га Чик. Добро. Војче Чик, тој на друга страна. Еве и друга фотографија од Врањску бању. Тој смо Дацо Георгиевски, покојни и он, па ја, па Диме и тај Киро Симовски од Бујановац. Од Брамбели град беше. Са Киро Бојановоц ли живе он или куде е? Па не га. Немате контакт нема више. контакт. Там да. Еве беше една историска фотографија од Врањску бању. Ја, Дацо, Цветиниќ и овој Пужулије Милошевиќ. Еве га трече сам у одело, шета и чека го такмиче с Перистер у Врањску бању. Тоа ви сте били у хотел тамо сместени. Да, у хотелу бања. Се кажи ми, Куманово улаза у другу лигу, почина се прави стратегија за повише години наша екипа да се реновира екипа, доведуја се нови играчи. Петаковиќ е туе тренер. Сега ово е битно да го разјасниме на работу, доваѓа Петаковиќ и одредени луѓе у Куманово викав дека он направија чистку, кумановци ги светрнаја на страну, а довеа многу играчи од други краеви на бивша Југославија. Не прави он чистку. Доведе стварно квалитетни играчи. И свак од кумановски играчи кои останаја да игра, тој останамо да играм, например, ја продолжи да играм, тој за Куманово, Старејко продолжи да игра. Љутко Биеле, тој Љутко. Цветиници веќе беше пред тој Моце Љутко, али он веќе угоди, тој годину едно с njega беше и после Лале се повлече, Денко отиде па ону Брегалницу. И тако да сама се селекција направи кога дојдева тие играчи, овие наши што бесва постари играчи, те труди они се сами повлечева више. У године не може да издржи тој и конкуренцију и нормално Петаковиќ захвали му се на свакога толку можеш, толку има поквалитетни, сакамо напред идемо и тако сами се фактички очистива кој не можеше да издржи напори такви све тој како мене генерација Дацо се повлече, Кочо имаше још 4-5 па Бране, имаше повише тако што се сами повлечева и отидева у овие други тимови у Куманово да играв. Така Куманово е имало и пуно паре, управа е била јака. Тој беше јаки фирми се помагале. Оно и тие играчи што су доваѓале не су дошле за црни очи за Куманово што го сакав, него сви су финанси. Фактички правие се клуб што вика Кумановци по свиничани да има финансии стабилни и да има квалитетна екипа. Квалитетна екипа и тој се докажа со тој што ми од 4 групе другу лигу после се формирава 2 останава. Ми у тие 2 останамо у исток и запад. У тој време су стварно екипи имале, да кажеме од Србија, Раднички Пирот. Шумадија Аранđеловац, Раднички Крагујевац, он улазаше у прво и испадне. Борат Чачак, Слобода Титово Ужице. ФАП Прибој. Имало добри екипи, да. Многу јаки екипи. Победа од Македонија, победа од Прилеп беше и ми. Да. Сега трече, ово е наша екипа у другу лигу. Стадион пун на сваку утакмицу. Вика, кад Куманово играло другу лигу, с данови се е чекало да појде река луѓе према градски стадион и да се фати место. Бога ми.
они та ги проширива трибини, и трибина ги проширива. Да. Од овој страна тај земја што е донесе се земја од куде улица вама што е. Нели требаше да се направи тој трибина, али не се завршива и после кад испадна Куманово после 5-6 години колку години играа таму. И тако е остана више, ни се направи, ни се наде. Ова слика е веројатно кога сте играле на страну негде утакмицу. Да, ово е негде на страну. Ега Петаковиќ, Старејко, Лазаревиќ, Зекири, Ѓоко Цветковски, Донев, Талпа, ово е Цветиниќ, брат на Садиков и он е Цветиниќ Ивица, ја, Сетинов, Вукелиќ и Калчо Штериев. Еве идемо далje. А ова е слика од 66 година. Тој е веќе млад, ето и смо најмлади. Ајде да видиме. Да не га прилипиме ова. Тој е Трудовак Цветковски. Па Трајче Младеновски бие голман, он е моја генерација. Ванче Левка е тој до njega, Да. па Славе Стојковски, Диме Трајковски, Кочо у гимназија он покојни, па ја, па Трајче на Овцу, Трајче Овца. Трајче, да, на Петка Овца син. На Петка Овцу син. Па Аце Лула, па овој е Србо еден и Даца Самар. Тој се биле так још у Поцојци, после дојде и Мицев да ни помогне да се вратиме у Македонска лига. Ни први. КСК Победа 66 година. Тоа е иста екипа. Тој е Вулетич голман бија, па Труди, Моце, Таки Зуб, Славе, ја, Ванче Левка, Компир, овој е, кажи га, од Думиндол, Кукла и Дацо, Жике од Думиндол. Да. И он играше. Значи Моце Љутко е во екипу. Да, Љутко, да. Тој е стара, од остарите екипи. За успомену на Цаце Јас Боки. сум на девојку. Бурнас, Слободан Бурнас. да, голман. Јосе, Митевски доле држеше ту табакану кафанче имаше едно време. Па Моце Љутко, па ја, Вц, мој Побро, покојни и он. Пиротска Мала, Даца Самар, па е га Трајче Овца, Лале, Старејко, Тутурла и Ванче Левка. И Тутурла играе така. Ја издуле не да играе. Тутурла која генерација беше он? Он е постарен, не знам се врати туја у туја екипу, така играе и се слика. Еве го ова исто. Тоа се тие. Тоа е Ја, иста па генерација. Славе, па Трајче Овца, па Дацо, Трајче Младеновски, Трудовак, Ванче Левка, Србо, Диме, Аце Лула и Кочо. Ето, Кочо, Аце Лула, ја, тоа е исти клас се у гимназија. 69-70 година ова е фотографија. Ти ќе ни кажеш кои се овдека. Ова е Куманово пред да легне у другу лигу. Так, улаза. С тој екипу сме улегнале. Да. Тега Петаковиќ, Пужо, ја, Ѓоко Цветковски, Садиков, Лазаревиќ, Билјанче, Старејко, Трудовак ли е? Може да го познам. Секулов, Милошевиќ и Чик. Да. Ајде да ги прикажуваме слike. Ова ми е интересна фотографија. 72 годину Горњи Милановаc. А тој сметалца кога сме играли. Били сте качени горе негде? Не, тој базен имаше тој некој тие справе некој скаковница за базен, тој е базен. И тој се нареди слика. Да, ова е. Сакам да те прашам нешто. Од прв ден кога си го запознаја Петаковиќа и с njega си работаја подугачко време,
бие ти е тренер. А какъв утисак ќе остави он на тебе и како човек и како тренер? Се најпозитивно, стварно е. Значи, тој што е работаја, како стручњак, ценет и познат. Јас сам го знае како фудбалера, од што сам читаја, иначе да сам ги гледаја, не сам ги гледаја на постор. Цврст човек, амбициозен, дисциплинуе така безпрекорно. Нема, ама мајстори га викаш, ама мајсторе не, нема ама. Што кажаја, тој е амин и готово. А, ти се свиѓа, не ти се свиѓа, тој ти е. Има ли подршка од управо он за све што го работа? Огромно подршка, па. Управа га е довела и они кажаја услови кад те доше туј. Што тражите од мене? Тој тражите. За да тој да се оствари, треба ми тој. Да. И они су му исполниле услови и они работаја, док е после тој почиња да опада тој расположение толку град и меѓу управо и он се повлачи и доваѓа Ѓорѓе Качунковиќ с njega. Некако, кад ги слушам овие стари кумановци, вика, не му е било тешко на Петаковиќа, вика, и навечер, или у тек на пред тренинг или после тренинг да направи обиколку, да види кој како играч се понаша, односно дали живи спортски. И тој е увек, да кажу, имаја одредени проблеми, али имаја свој став дека не попушта, у смисло на дисциплина. Па тој имаш они повише иде со овие од управо и му кажува со он не ги не знаеше у тој време кафанчиња, овој оној, па да овие што си бесва с njega, они му пренасосва све што треба. И тој највише на мето беше Денко и Старејко. После Денко си отиде у Брегалницу, Старејко само стана и почна да повише пропадат. На крај Кад Куманово игра у другу лигу, с години тој трајало и веројатно сви тие резултати су биле добри. Али прва година некако била најака у Куманово, мислам дека тој прв циклус беше многу добро котиран у другу лигу. Па на 6-то место заврши сме. А конкуренција страшна е била. Да, и така останамо у тие две единствени други лиги. Да. Бесва 4, направила се 2. Тај година. Ми като легнамо бесва 4. И после биднава 2 други лиги. Сак не знам како е, колку ги има. Дали су па исти. Не су сега исти. Колку ви е значила таа подршка на трибине? Наша публика е многу добро навивала и увек е била од клуб. Носи тој, поготово млади играчи, кад се чуе од озгора Напред Куманово. Како да те дува нешто да идеш напред, не да те зауставља, него ќе полетиш. Тоа е у спорт свугде, само Куманово. Свугде кад ќе од трибине се чуе тој хук. Да. Полети све. Многу е било. Како су ви биле трајче тренинзи у другу лигу? Дали су биле 2 пати дневно или еден пуда сваки ден задолжително? Зависи дали е припреме, дали су редовни оној тренинзи пред утакмица кад се има преко неделју. Ми смо имале рецимо у другу лигу док смо сем понеделник и суботу сваки ден по еден тренинг, а дополно на некои ако не су играле на утакмицу, на нима, на тие играчи што не су играле на утакмицу, 1-2 дана и предпладне и попладне. Се го објасни ни, или ако можеш опиши ни га еден детаљно еден тренинг на Петаковиќа, како е изгледаја тај тренинг и што се е највише работало, што ве советуваја Петаковиќ покрај дисциплина? Па прво е едно 15 на минута 20 општо загревање, разгибавање, без топку, трчкарање, гимнастички вежбе, вамо тамо, да се загрее. Штом се загрее, ако е кондициони тренинг, онда се
појачава темпо, све повише и повише и повише, без стоп. Ако е тренинг каде треба со стопко, после почињав одбранбени играчи, одбранбени линии да увежбавав, да затварав, како треба да затвара, куде да иде, како у контру да се направи. За вие средни играчи, како топка да се движи, како да се држи, пасови, давање, вамо, тамо, шпиц, од кој страну да се убаци овој топка да му бе. Увежбавање на разни акции кои се спремале за тој. И тренинги бија веројатно сат и пол. Некад би и 2,5 сата, зависи да се постигне тој. Сега идемо дај да покажемо овие слики. Убава атмосфера на градски стадион. Тој е со Борца, после победа на Пелистера, веќе като лазамо во другу лигу. Да. С победу на Пелистера ми се квалификуваме во другу Фактички лигу. ова е била само формална утакмица. Ова е, да, бесмо веќе обезбедиле прво место И прослава. Прослава Фактички, со така Борца. е. Тој има и с публику која беше тај. Тој е введен. Тој с публику го Не. прикажувамо го тоа едно. Тој с Борца е. Ова е против Звезду. Тој е против Звезда. И ова е против Звезду. Ова е 69 годину. А тој е у Македонско лига. Да. Не, Петаковиќ, па баш като Лазамо, да како тој е. Тега Петаковиќ, Љупчо Георгиевски Талпа, Лазаревиќ, овој Србо Димитриевиќ, од Бујановац, Трудовак, Јоко Цветковски, овој Дацоли, не, Диме е тој, овој сам ја, Старејко, Дацо, Моце Љутко и Чик. Моце Љутко, ја кога сам раснаја горе у Чик, там сме живеаме, бија комшија. Бидуваја сега во кој скромен човек и пуно пати сме се прашувале зашто Љутко, а он е бија тако некако мирен, скромен, ненаметлив. Ама Зашто на терен не бија Љутко. На терен не бие. Чигра, он е халфа игра. Па јас сам такој како njega бие. Да. И халфа, и центар халфа, и бекап после, знаеш, с године. Затоа е вика Љутко останало надимак. Добро, ова е тренинг веќе. Ово е тренинг. Па се вратимо тега, 64 Лале, Да. ја тој кој тренирам трчање. Кажи ми, Трече, Ово е од Крушево. прву годину Куманова 6-то место во другу лигу. Веќе још поголема еуфорија у град, наши граѓани веќе прави си калкулација, пак Куманова ќе игра во другу лигу, а ви имате мотив још поголем да успеете у следеќата сезона. Петаковиќ прави нови планови и Куманова иде напред. Да бе, све идеше док не спласна, оној, знаеш, интерес кој е и средства како финансија почиња да нападат, други градови, други екипе, како каде нашто дошло тој паре повише, тако и у други градови и почиња екипа да тие добри играчи што му понуди поголеми средства, а он е од страну, сведно дали ќе биде у Куманово, дали ќе биде у Прилеп, дали ќе биде у Тетово тамо, šta знам. Сега те прашам, ти си По играе... паре се ишле. Да, у другу лигу си играе, бие си поуздан играч, добар е, денот болje. Мало ли е понудио меѓу време да те повика у друг клуб или... Имаше ја и у Прилепску победу требаше да идам. И у Бор, она екипа на Бор Бор ќе Шорбан играе. кога играе во Така тој е. време. Бор, у Вардар ме неколку пат викава Дончев, после кога иде и Дончевски тренер ни беше малку. Што се исправи тоа што не дојде ти кај нас у Скопје у Вардар. Викам, ништо не спречи ја. Јас сум Кумановац и не знам за каде да напушту, уопште не сам размислувај ни за паро, ни за ништо. Важно да играм тој у Куманово пред свој граѓани, пред свој народ. И затоа не сам нигде ни отишли у тој време. Кој ти даваја највише средства, добри, мислим, Па пари? викам ти овие Бор е даваја. и Бор ми нудива добри услови и победа у Прилеп и викам ти и у Вардар. Не сум ја ради паре размислувај, него сум
Туј сум израснал, Да. не сум да сам ишел од едно место на друго, онда веќе Тоа е друго. друг ќе биде. Овој кад менувате праваци, еве у одела стикани на градски плоштад у Куманово. Да. Ово е момент за историја. Тој кад сме улегнале у друго лиго. лиго. Еве. Кажи сви овдека. Сега да ги видам малку поубаво. Еве ga Трудовак, Цветинич, тој Петаковиќ изгледа. Моце Љутко, Ѓоко Цветковски, Секулов, Диме Трајковски, ја, Новаковиќ, Пужо, Лазаревиќ, Вукелиќ, Мими Божиновски и овој Киро Симовски од Бојановац. Значи тоа е таа Со тој екипу сме улегнале фактички у еве убава фотографија овековечена да се знае. Еве го сад борца 70 година. Да, тој. Прослава тој. Играм утакмица и тој беше славде Фактички Куманово официјално улаза од улаза у друга лига. другу лига, да. Таа екипа. Ево да спомнеме у тој прилику да не забравиме ипак и они што дел од тую историја, кои се били управо тега у ФК Куманово покрај Теодосиевскога Тиху. Веројатно Жмара е бие тега. Жмара, Бранко Алаула, Тихомир Теодосиевски, па овој албанац председник на Бајан Сулеймани. Не Сулеймани, него овој до Бајрам Шебани школа одма тој кој ќе има и син му голем сад не може да му се сетам на име, али голем човек беше Добро. уопштено. Кој друг да може да ги испушту да. Имало е Пуно квалитетна управа и они се се грижиле за паре. Они за паре, за терен, за све преку управу за клуб, не може клуб само од играчи да биде и тренер. Све треба. Еве ви сте против Борац, Да. тоа е тај. И што е 70 години против Борац. Да, па тоа е иста тај. Таа е таа иста. Што се? Стварно, кај се побаво зумира оваа слика, позади публика, не е имала место да се фрли игла. Не, бе, Препуно. они требаше так да го направи стадион, не го направива до крај, иначе беше замислено цел како што е у круг да биде. Сигурно секнале со паре. Овој беше во Рудник тој ги гледа. Ово е Крушево 72 припреме. На подготовките, но. Ево дека иские малко. И калчо се стадион стие, калчо се коло. Калчо, да. Ово е да ни кажеш, ово е 69-то исто, да не го забравиме овој слику. Овие се млади. Не, и тој за улазок тој, Да. сега Петаковиќ иска. Петаковиќ, Старејко, Јоко Цветковски, Тодор Донев, Љупчо Георгиевски, Талпа, Цветинич, Чик, Ванче Левка ли овој, па ја, Зекири, Вукелиќ и Јуда Рамаданов. Еве го дека Старејко е на крај за Ова е од помлади. Старејко, па Вц, Вајвобро, па ја, па Моце Љутко, Лазаревиќ, Ѓоко, овој Трајче овце ли, Србо Димитри, не, Куле Томиќ, овој е Да. Томиќ, овој е Србо Димитриевиќ, Денко и Ванче Левка. еве оваа слика. Ова е од тие помлади дани, тој кад сам ја почнав да играм, ја Трудовак, Трајче, Денко, Старејко, Лале, Славе, Борче Дона, Зуб таки, Кочо и ја. 70 година. Ово е исто с Борас, тај цвеќе у руке, цвеќе тој. Улазак у другу лигу.
Да. Со збораците, ситни дека многу два тима. Еве га во 71 годину тренинг ли пишува, што пишува позади. Тренинг. Еве га дека шут изгледа. Даде му тренер ке шуте, тој е помоćник, тега и син му туја. Старејко, син му, Талпа, Ситинов. Тега Петаковиќ беа. Петаковиќ е тренер, а он е помоćник. Он е бие. помоćник, да. Власинско езеро е на Сега да не Власин. забравимо еден детај битен, а у Куманово доаѓа Црвена звезда. Još еден голем празник за фудбал у наш град. Стварно момент за исто историја, еве куди искачав играчи на Звезду. Таа Звезда е била многу јака. Ачимовиќ, Дујковиќ, Даве Антониевиќ. Трипке, Михајловиќ, тие. Еве го тој моментот. И Дојчиновски играше таку Киро Звезда. Дочиновски, да. За жал он почина сега. Куманово на тој такмица добро игра, Те помогу 2 до 2-1. да. И публика после дугачко време аплауз дала за Куманово за прикажано игра. Еве го, ова е заедничка фотографија, Куманово и Звезда. Да, позадите трибина пуна. Да. Догоре. Како е било тој време, осеќај да се игра против тие такви големи играчи, Уф, Ачимовиќ, мотив не ти треба Мотив, поголем. да. Еве го со Звезда исто многу убава слика. Дури и Искра имаше тој. Да. Се кажи ми ово што е Те и ово е за тега Ево слика. со Звезда, да. Ово е ја против Јефтиќа. и тој ќе пога. Јефтиќ е бија многу добар играч. Одек повреден некој. Да. Ја Лекарска како екипа. Лјутко, гледаш ли оваа слика? Погледни. Како ќе се тепаш, ќе Лјутко, се да. разбанеш. Моце почина за жал. Еве га Траче Бошковски против Јефтиќа. Него таа екипа 71 годину кад Куманово стварно е било одлично у другу лигу. На тој Билјанче голман, резервни голман. Петаковиќ, Билјан, Вукелиќ, Талпа, Зекири, Садиков, Цветиниќ, Старејко, Вукелиќ, Калчо, Донев, Људа Рамаданов и ја. А имале сте услови да идете на припреме, еве гледам у Крушево, у Врањско бању, У Врњачко бању сме били имале на сте припреме. максимални услови Да, за работу и Куманово неколку години игра добро у другу лигу. Сега те прашам, дали си ти осеќаја дека нешто не е добро у клуб, ќе се деси лошо, или се надаја дека дека Куманово с години и години ќе игра у другу лигу? Абе, оно почна да се растура веќе, она еуфорија пројде 2-3 години, 4. И екипа почна да се осипуе. Ја тој годин, задњу годину другу лигу, ја отиде у војска. У Добро. Битола беше војник. Други од играчи овие од страну, некој отидева, дојдева некој други, порастури се. И тој годину у војско гледам, почнава дома да губи, викам, не се пишува добро. Кад се врати од војска, оно веќе испаднамо у Македонско лигу. И у тој годину ја врати се, мислеше још ќе продолжи да играм. Али оно се све распадна, викам то прв да се ја да го оправljam куп, готово завршува. А Ланг ме натерапа, у ЧИК работеше. Ајде дојде, вика, тој ќе си ЧИК, ќе си формирамо екипа, ќе си работи. И од так почењам у ЧИК да би и играчи и како тренер у ЧИК. Тој е веќе 28 години. Значи не сум престареја, али Па најте тешко тоа што Куманово е испаднава доживее другу такву лигу кога се судбину, да. врати. Ја од војска они испаднава. У тие екипа останавте задњу годину ти, Старејко, Јас Старејко, Пужо, Пужо, како резерва беше, и Денко се врати па од Брегалница малку. Па тој немаше други. да. Оно беше све странци.
И после почнава да доаѓа во други тимови и од или општинску лигу некои почнаваат да играат овие млади Ристич, Ивица, они тој генерација почнаваат да играат, али веќе квалитет си. А тоа ќе сакам да те прашам, играе си доста години во другу лигу. Која ти утакмица станала во која најголемо сеќање, кој ден денеска не може го забравиш од тие многу другулигашки утакмици? За мене најтешка и најјака утакмица ми е била у Чачак со Зборц. Борот Чачак така имаше играчи, после улегнава дали они не улегнава, али играчите отидева. Голман Аврамовиќ, Барлиќ од Звезда што беше. Ѓукиќ, Дробњак, бекови тамо, Петровиќ, центар халф, Јовашевиќ, лево грабе. Знаеш што тим? Имаше еден Јовашевиќ и... Да. Ти дојдеш до топку, земеш го топку, нема 30 секунди да се задржи у наши играчи. Пресинг, притисак и само на одбрана. Само се брани. И на крај изгубиме 1-0. Али толку јака екипа беше Чачак. И тие половина играчи од Звезда и Партизан отиде во... Имаше еден Јовашевиќ лево крило беше у Борца и Јовиќ центрафора у Борца. Па тај генерација, Баралиќ ги играше халфа, Петровиќ центар халфа, Дуњиќ и Дробњак, бекови, после тие беа у Пилистера играва гол. тие Јовашевиќ и Јовиќ. Па може да су дошли. Да. Во е Струмица 70 годину. Збеласт. Кој се овдека на слику? Цветениќ, Моце, Дацо, Ѓоко Цветковски и ја. Да, и Ѓоко Цветковски играше пуно време у Куманово. Да, он дојде Он беше левак. Македонску лига, па лево халф играше. Интересен играч. Еве га автобус у Горњи Милановаc, ово е убава некоја природа, у шуму. 72 година е овој. Да, тој се што су били и од управо и фудбалери. Направена слика. Сви играчи су. Е сега ти кажа дека се прави фудбалски клуб Чик по наговор на легендарного Ланга. Само да не забравиме да покажеме од Власинско езеро, 71 година. На припреми исто На таму. припреми, да. Власино многу убаво место. Те и ово е тај. Тие две се. Ова е Крушево. Убава шума, природа. За припреми многу убаво. Да. Е сега, нова страница од твој живот е Чик. Ово е доли игралиште каде Градинку. Да. Ти си тренер и играч. И тој сам како тренер само. Тој сам ја, ово е Зоран Божиновски, овој голман јоцот, Даце Драган, овој Шерко, Зоран Ристич, овој е Шоња, Јосе, и тега голман овој Борчете, и овој Милошевски или Ико. Како функционираше Чик од тоа време? Куде се напреварувате сте? У Скопски регион. Да. Ми у тој време бевме најголеми конкуренти на Силекса пред да улегне у Силекс у другу лигу. Ми бевме пред njega. Имале сте добра екипа. Улегна. Ово исто... Зоре, Ристич, Шетко, Шоња, Даце, Жике. Овој болничар како Зоки, болничар Барац и Јости. Колку време остануваше во фудбалски клуб Чик? Па док постоеше фудбалски клуб. Јас сам там работаја. Имаја си континуитет. За цело време, док не се растуриме. Ево, дека си на ские. Да, тоа на крш. На припреме. Ские. Овој у кафану Диме, ја и Дацо. А чека, ово е у
Кристал е овој. Диме, ја и Дацо. Тега се ишло у Кристал навише. Да, па док беше пивница пчела таму. Ово е веројатно преку Чиклиево. Да, тој е чик на Чевларијаде тој каде се. Кој се овдека на слику? Па Моце Кули га виду тој Видан. Ја овој не му знам име, чик работа ви згрб. Кој Моце Љутко ли? Не, моме Куль. А Куль. Куль мислиш тој дека- најмал Добро. браќа. Еве овдека ова е убава слика. Исто пред некој ресторант тој каде смо дошли, виште, ја гледам на слику, овие чиковци неги, не знам сви им. Јастребац. Ово е на Ова е планину негде. На Јастребац, горе Крушевац, кога сме играли у Крушевац, тоа е там слика. Да. И напредак имаја добра традиција у фудбал, добра екипа имаја увек. О, тоа е Илич, Шкоро, Скоро Центрапор играше, да. да, големи. Кам да ги покажеме оваа слика. Тоа е мал фудбалчик, Е, што добро. сме играле. Кој сте на слика овдека? Овој сам ја, па овој е Драган Шиник, Моце Куль, овој е Топлак, Вулетич, Капе, Зоки Божиновски, Чкалја, Томче Чкалја и Јосе. Браво. Ово е ваша екипа очекувано. На Чик исто. Значи, еве, кои се овдека? Новко, ја, Шиник, Ветерани на Куманово. о, тој се ти. Еве. Ово е 90. Не знам кој го напише. Јоков, овој судија што беше. Па Ивица Благоевиќ. Па ја, Пужули, овој Ристиќ, Денко. Овој не може да познам. Добро. Шоња, не може да ги познам. Тоа се ветерани, да. Да. Е сега трече да кажемо дека благодарејќи на твои добри успеси на спортски план, поготово на фудбал, ти овдека имаш едну, Тоа е што е оваа Тоа е плакета? сребрна медаља, куп на вечер. А, Куп на вечер е тој. тоа е мал фудбал. Не, фудбалски клуб А. Куманово. Добро. Куманово, па сви смо добиле тој што играма на тој турнир. Тој у јануар се одржуваше и намо други. И ти си добија медаљу. Ово е пчеларска индустрија, ali еве ми ти покажемо сви. Илинден Охрид, пинг-понг. Тој е Чевларијада. Еве пред крај на овој разговор да кажемо дека ти покрај фудбал си бија универзален спортиста. Универзален све. И пинг-понг си бија добар. Може да кажа и одличен, второ место овдека. Овој мал фудбал, друго место исто. Еве. Екипа. Рукомет прво место, браво Прво Богдан. место исто у Што си Охрид. играе пикера? Ово е рукомет пикера или си играе? Не. Бека крило, тоа е многу важно, тој е раднички игре, тој не е некој квалитет. Еве на војни Од резервни старешини. официри благодарница, тој е. Био сам активен од резервни официр. Тој е Редакција на наш вестник, спортист на град Куманово, 67 година. 67 година, да. Тој наш вестник доделуваше на крај на година. А тој пожарно ватрогасни Ватрогас, сарес. еве, и од пожарно. И таму се учествува. Е сега, пред крај на овој разговор, дај си задоволен од оно што фудбал ти е дај у живот, или си викаш некад подсвесно, могаја сам и повише, али толку е било.
да се могаја повише, многу повише би могаја, него не е имало ни да те некој води у тие водем им како млади, многу не смо ни знале ни што е, ни како е. А иначе могаја се многу повише у некој поголему екипу да постигну сигурно. Сврема своји квалитети, гледајќи и после што е. И други су викале што не отиде, зашто не отиде у поголем тим, овамо, нам. Али тако е било пишано. Еве сега и веројатно гледаш утакмици на телевизор, пратиш свака утакмица, фудбал, нормално. интересирате, пошто тој ти е било на тебе животна определба и како ти проваѓа пензионерски денови сега? Имаш и активности? Уз телевизор, највише уз телевизор. Шеташ ти активен си? Обавезно, викам ти пешки до натам, на утакмице, кад има со Куманово до душе нема ништо да гледаш, се замредам. Свак спорт, ја не знам што има. Куманово има други спортови добро, рукомет, жене су само праваци. жене рукомет, што има друго? Кошарка играв добро, рукомет, али фудбал га нема. Фудбал нема. Може и улаза у Суперлигу сега. Има некој континуитет у у спорт. спортску салу не су... Перонаков играв, сала се реновира. И еве скроз на крај една твоја лична порука на млади генерации, да им кажеш ти како голем спортист на Куманово фудбалер, што значи спорт за младого човека? Спорт за младого човека е само здравје. Со спорт ништо нема да изгуби, само може да добие. Да добие и поквалитетен живот, поквалитетно здравје. Ништо штетно од спорт не може да доживи. Кој е голем спортиста може и да постигне врвни резултати и финансиски добро да пројде и све. Да. Мада у наш град сак моментално е замрано тој, али спорт како физичка култура е многу корисно да го спортуе човек. Ја мислам дека ќе направиме некоја емисија па и ќе те повикамо jer имаш пуно работа да се каже. Некако не се многу експонираш у јавност, ти си скромен човек. Нема више. Ти си многу даje за Куманово, за фудбал. 70 кусур години више. Да. Има млади кои треба да работи, да се докажуе, да. Не, сме готово од нас толку. Фала ти уште еден пуда. Толку за денеска. Поздрав од Куманово СПА и све најбоље.